почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, на денешниот состанок на Општинскиот штаб за заштита и спасување, покрај членовите на штабот присуствуваше и државниот секретар од Министерството за здравство, доктор Владимир Милошев, и членот на Комисијата за заразни болести, епидемиологот Сузана Маневска, присуствува и представници од Општина Штип, јавните предпријатија, представникот Територијалната противпожарна единица, Центарот за јавно здравје, инфективното оделение на Клиничка болница Штип, Здравствен дом Штип, основно и вишо јавно обвинителство, представници од армијата на Република Македонија, сектор внатрешни работи Штип, представници од Гласен текстилец, невладина организација, Државен пазарен и Трудов инспекторат. После дискусијата која што ја имавме со сите институции и координацијата која што ја имавме во изминатите 2 часа, донесовме неколку заклучоци кои што сакам да ги изнесам во јавноста. Под број 1, почитување на уредбата за носење на заштитни маски, одржување на дистанца и дезинфицирање на раците од страната на сите граѓани, правни лица и одговорни на правните лица согласно законските прописи. Број 2. Да се избегнуваат поголеми собири, посебно во затворен простор, поради заштита на здравието на граѓаните со цел зачувување на нашите здравствени капацитети во периодот кој што следи. Број 3. Сите заразени граѓани да ги почитуваат мерките на изолација и да даваат точни информации во анкетните листови со пријавување на сите нивни контакти. 4. Препораки до приватниот сектор да го искористат годишниот одмор, посебно таму каде што има заразени вработени. Број 5. Задолжително да продолжи да функционира ковид координаторот во сите сектори каде што има поголема концентрација на луѓе. И број 6. Сите надлежни институции на централно и на локално ниво продолжуваат во најтесна комуникација со примена на сите мерки за заштита на граѓаните. Во делот на бројките, денес имаме 697 луѓе во изолација. Во клиничката болница во Штип имаме 43 пациенти, од кои 33 се од Штип. Имаме нешто под 400, 395 активни случаеви, а само денеска имаме 13 активни случаеви и досега 344 оздравени граѓани. Секторот за внатрешни работи Штип исто така на ниво на сектор има поднесено 41 кривична пријава за непочитување на мерките и препораките. Апелирам до сите граѓани да ги почитуваат мерките и препораките затоа што само заеднички можеме да се избориме и да го зачуваме колективното здравје на сите граѓани. Ова се многу важни моменти и треба сите да бидеме на ниво на задачата која ни ја носи ова сериозно време. Да помогнеме на институциите, да им помогнеме на здравствените работници. Со тоа го помагаме и го заекнуваме целиот систем во борба со овој вирус, но и го припремаме и го подготвуваме за идниот период септември и октомври. Јас сум убеден дека само со заедничка борба, со заеднички напори, со поддршка еден за друг и со поддршка на пред се здравствените институции и здравствените власти можеме да излеземе како победници од овој вирус и да го победиме ова зло кое што веќе 4 месеци го има и во државата и во нашиот град. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Почитувани представници на медиумите, следејќи ја епидемиолошката состојба во Штип, од каде што и потекнувам, кој што во последниот период имаме континуирано висока бројка на ново заразени во однос на вкупниот број на жители на градот. Во координација со градоначалникот, денес договоривме повторно да бидеме присутни на седница, на состанок на Општинскиот кризен штаб, на кој што мултиинституционално, со присуство на представници на
повеќе институции, беше разгледана состојбата и добивме најновите информации и врз база на овие информации ќе се носат следниве мерки во градот. Како Министерство за здравство, во постојана комуникација сум со менаџерските тимови, директорите на јавните здравствени установи во градот и ја имаат комплетната поддршка во однос на потребниот кадар кој што е потребен за третманот на пациентите и за потребата за земање на брисеви и епидемиолошките анкети на контактите кои што ги имаат позитивните пациенти. На Центар за јавно здравје Штип на располагање има епидемиологот од Центар за јавно здравје Кочани, а на инфективното одделение во Штип, во кое што според денешната бројка, ја спомена градоначалникот, изнесува 46 или 47 некаде хоспитализирани пациенти со средно тешка клиничка слика, со кислородна поддршка. Од утре веќе на располагање ќе им бидат двајца интернисти од Скопје, кои што ќе бидат вклучени во тимот видео дежурства, а исто така еден инфектолог од Општа болница Струмица и секоја следна потреба која што ќе има клиничка болница Штип со оглед на големиот број на хоспитализирани пациенти, ќе направам напор да го обезбедам потребниот кадар за соодветен третман на хоспитализираните пациенти. Се надевам дека оваа состојба нема да ескалира во поголема бројка, во пресред на она што го очекуваме од месец септември или октомври, како втор бран. Бидејќи и Светска здравствена организација предупреди на глобално ниво дека следува поголем втор бран на оваа пандемија. Министерство за здравство веќе сте информирани дека направи план за отварање на 16 ковид центри из држава, секаде кои што има болници. Тие ќе бидат лоцирани во кругот на болницата како монтажни бараки, во зависност од просторот кој што ќе го даде болницата во координација со локалната самоуправа, Министерството ќе во тој простор ќе стационира монтажни бараки според оние урнек, оние кои што ги имаме веќе стационирано до инфективната клиника. Исто така во овие 16 ковид центри ќе обезбедиме машини, апарати за тестирање, да веќе не морат тестовите да се испраќаат до Скопје, туку веднаш овде джин експертите, брзите апарати за тестирање во рок од неколку часа да може да ги добиеме готови резултатите. Во фаза на подготовки сме на целата оваа работа и се надевам, сум убеден дека ќе бидеме навремено спремни за справување со очекуваниот евентуален втор бран. Меѓутоа, сето тоа ќе зависи како ќе се однесува секој поединец, секој граѓанин. Совеста на граѓаните овде е на прво место. Доследното почитување на мерките за заштита, носењето на маска на отворен и на затворен простор, го намалува ризикот од трансмисијата, ширењето на вирусот. Држањето на социјалната дистанца и носењето на маска се столбовите за понатамошно ширење на инфекцијата. Колку по-одговорно се однесуваме кон себе и кон средината, толку помал ќе биде целиот оној бран кој што го очекуваме на есен. Повелете се Прашање на денеска штипјани највеќе дилема им беше дали ја разгледувавте, ако ја разгледувавте, што донесовте како заклучок, дали со оглед на овие бројки следува карантин за штипјани? Не размислуваме во овој момент за карантин или не гледаме причина за уведување на карантин. Која е таа горна граница за која би можело да се определи карантин? Горна граница во однос на бројка? Да. Не. Значи, карантинот не се одредува према горната граница.
Во карантинот се одредува према ризикот од трансмисија, внатрешна трансмисија на ширењето на вирусот. Бидејќи досега концентрацијата беше во строго одреден кластер и институција, а немавме широка распространета, не гледаме причина за карантинско затворање на градот. Не постои ниту оправданост за карантинско затворање. Осо тврди дека се затворени сите текстилни. Дека не постојат кластери, дека трансмисијата е многу на локално ниво и се шири многу. Денеска Центарот за јавно здравје даде информација дека се уште најголем дел, не може 100% да биде кластерско, и тоа најголем процент е кластерско со поместување во некои други институции. Значи, ако до сега беа текстилните фабрики, сега покрај во текстилна фабрика имаме и друга институција. Така да не можам да ви дадам сега информација која е институцијата, меѓутоа не е широка распространета трансмисија помеѓу граѓани. И од тој аспект сметам дека во овој момент не треба и нема потреба од карантинско затворање. Господине Милошев, рековте дека ќе го зајакнувате медицинскиот кадар за неинфективното оделение. Зошто? Дали анализите говорат дека поголем број на пациенти кои што ќе се сместат таму на инфективно оделение се од ризичните групи? На кои ризични групи? Збориме за повозрастни, хронични болни. Не видите, Имате ли статистика, некоја анализа? Без разлика на возраста, без разлика на ризичноста, потребен е здравствен кадар, доктори, медицински сестри и болничар на секој одделение за нормално функционирање. Бидејќи капацитетот на инфективното одделение сега е 100% исполнет, плюс оние дополнителни од дневното одделение кој што е клучено за прием на COVID позитивни пациенти, немаме никаде ние случаи кога имаме 100% исполнетост. Во ситуација на присуство на само 20 специјалисти инфектолози на инфективното одделение, сосема е логично, а 100% исполнетост, сосема е логично да пружаме помош на клиничката болница на инфективното одделение за работа со овие пациенти. Значи не се работи за ризични возрастни пациенти, туку нормално функционирање во однос на 100% исполнетост. Не само во Штип. Таква е ситуацијата и со инфективната клиника, каде што имаме 90% исполнетост на инфективна клиника само со COVID пациенти, позитивни пациенти, така и градската општа болница 8 септември. Дали имате направена анализа за возраста на заразените? Од која до која возраст? Процентуално најмногу? Не, со тие анализи за сега се занимава Институтот за јавно здравје и можете таму да се обратите за такви статистички податоци. Доктор Струmiца, инфектологот постоечката што доаѓаше или плюс нова докторка од Струmiца? Постоечка е со продолжување на решението на 21 ден. Еднаш беше, втор пат беше и сега, мислам дека од 30 повторно ќе оди со дополнителен 21 ден. Интернистите дајат на исполнош на инфективното одделение? На инфективно одделение, да, на инфективното одделение. И едно прашање... На располагање се поголем број на интернисти, ќе става на располагање и зависно од потребите на инфективното одделение ќе бидат ставени во функција. Една дилема... Не сите одеднаш. Дали повторените тестирања влегуваат во дневните статистики? Да. Што ги доведат? Да. Да, контролни. Оние после периодот од 14 дена и после 14 дополнително 48 часа.